Брус Велис го прослави денот на благодарноста со своето семејство во четвртокот сред неговата борба со фронтотемпоралната деменција. Пензионираниот актер беше виден како се смешка на својата ќерка Скаут, додека седеше на каучот, а неговата ќерка Талула гледаше од подот. Звездата на Умри машки ја држеше својата плакета најдобар татко. Ова се многу емотивни моменти за семејството на легендарниот актер, особено затоа што болеста многу напредува и секој ден е драгоцен. Семејството на звездата ја откри неговата дијагноза во февруари 2023 година, набрзо откако тој се повлече од актерството поради неговата борба со мозочно нарушување, познато како афазија, што влие на разбирањето на говорот и јазикот. Фелис оттогаш доби излив на љубов и поддршка од најблиските и членовите на семејството поради неговите здравствени борби. Минатиот месец во октомври неговата сопруга Ема Хеминг отворено говореше за неговата битка со деменција и рече дека не ги заштитува своите ќерки од дијагнозата. Никогаш не се обидов да им олеснам, тие пораснаа со Брус. Не се обидувам да ги заштитам од тоа. Озогласениот рапер Шон Комс, познат како Диди, по трет пат е одбиен за кауција. Судијата Арун Субраманијан го одбил барањето на раперот откако тој се појави на рочиштето минатата недела, пренесува CNN. Судот утврди дека владата покажала со јасни и убедливи докази дека ниту една состојба или комбинација на услови разумно нема да ја осигура безбедноста на заедницата, рекол судијата. Обвинителите на сослушувањето минатиот петок рекоа дека Комс представува преголема закана за неговите жртви, доколку биде ослободен од притвор пред судењето на 5 мај. Тие тврдеа дека Диди ќе се обиде да ги исплаши своите жртви ако го пушти да си оди. Тие исто така рекоа дека Диди веќе контактирал со сведоци преку 13-очен повик од притворот каде што се наоѓа. Во својата наредба судијата наводно навел докази дека Диди лажал дека користел услугата за затвореници барајме веднаш. Одбраната на Комс тврдеше дека тој престанал да ја користи услугата на 16 ноември, но податоците покажа дека тој бил активен на истата услуга на 24 ноември. Во обид да добие кауција, адвокатскиот тим на раперот рече дека би било подобро да се ангажираат приватни чувари да бидат судени секој ден, цел ден. Сметаат дека тие се подобро опремени да го нагледуваат Комс, па дури и предложиле раперот да живее во 3-собен стан на Менхетен. Тие рекоа и дека нивниот предлог раперот да се врати во својата палата во Мајами веднаш бил одбиен. Неговиот правен тим рече дека се подготвени да платат $50 милиони кауција. Овации и неколку враќања на бис имаа Симон Трпчевски и оркестрот на Филхармонијата на синокишниот славенички концерт 80 години љубов. Концертот почна со светската премиера на импресивното дело Куклици од македонската композиторка Ана Пандевска. По него следеше концертот за пијано и оркестар во Амол од Едвард Григ и монументалната симфонија број 1 Титан од Густав Малер. Диригираше шеф диригентот на Филхармонијата Јурохам Шаровски од Израел. Овој јубилеј е од исклучително значење за културата и уметноста во Македонија. Честитки и желби за најголеми успеси. Концертот е наречен Љубов. Не знам дали забележавте дека ми пукна копчето. Од љубов ми пукна копчето, рече Трпчевски покажувајќи на кокошулата откако публиката го врати на бис. Музичкиот бенд Dream Team вечерва со почеток во 20 часот во Македонскиот народен театар ќе одржат концерт по повод нивниот јубилеј 25 години постоење. Концертот се најавува како вистинско музичко патување низ времето, низ кариерата која почна во далечната 99 година, кога тогашната постава на Dream Team во која членуваа Никола Коцев, Маријан Коцев
Александар Ангелов, Сашко Вилков, Ангел Ќосев и Гоце Илиевски реши да почне да ја раскажува својата музичка приказна. Сегашната постава на Dream Team ги вбројува Дејан Николовски чуля вокал, Никола Коцев труба, Димитар Митровски хармоника, Александар Ангелов кларинет сакс, Ангел Ќосев клавиатура и Гоце Илиевски тапани. На сцената вечерва се очекува да се придружат дел од колегите со кои соработувале низ годините, како што се Синтезис, Владко Лозановски, Маријан Коцев и Сузана Гавазова.